Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Јерон со дружината, светата маченичка Тесалоникија со Авкт и Таврион и преподобниот Лазар Галасиски. Светиот маченик Јерон со дружината, роден во градот Тијана Кападокиска од добра и благочестива мајка Стратоника која била слепа. Јерон бил многу ревносен христијанин и со голема синовска љубов и служел на својата слепа мајка. Од тие две причини не сакал да оди во војска, туку ги истепал и ги избркал оние кои били испратени да го земат. На Јерон му било жал да ја остави својата безпомошна слепа мајка и тешко му било и да помисли дека како војник ќе биде принуден да се поклонува и да принесува жртви на идолите. Најпосле Јерон бил фатен и уште со неколку христијани бил одведен при кнезот во градот Мелитин. На патот една ноќ некој му се јавил на Јерон во бела облека и му рекол: "Еве Јероне, ти го јавувам спасението. Нема да војуваш за земниот цар, туку за небесниот цар ќе го извршиш подвигот и скоро кон него ќе преминеш, за да примиш од него чест и слава." Од таа вест му се исполнило срцето на Јерон со неискажана радост. Кога стигнале во Мелитин, сите биле фрлени во затвор. Овде Јерон со голем жар ги утврдувал во верата сите затвореници, молејќи ги никој да не отпадне, туку сите доброволно да ги предадат своите тела на маки и на смрт за Христа. Пред кнезот сите едногласно изјавиле дека веруваат во Христа Господа, само еден роднина на Јерон по име Виктор отпаднал од верата. На Јерон му ја пресекле раката, па бил камшикуван и на разни начини бил мачен, додека најпосле заедно со останатите не бил со меч погубен. Одејќи на кај губилиштето, 33-цата маченици го пееле псалмот: "Блажени се непорочните на патот одејќи по законот Божји." Да ги споменеме и по име овие чесни маченици, чии имиња се запишани во книгата на животот: Исихи, Никандр, Атанаси, Маманд, Варахи, Калиник, Теоген, Никон, Лонгин, Теодор, Валери, Ксант, Теодул, Калимах, Евгений, Теодох, Острихи, Епифани, Максимијан, Дулкити, Клавдијан, Теофил, Гиганти, Доротеј, Теодор, Кастрихи, Аникинт, Темели, Ефтихи, Иларион, Лиодот и Амонит. Некој Хрисант ја откупил главата на Јерон и честно ја погребал, и подоцна над неа подигнал црква во име на светиот Јерон. А одсечената рака на маченикот и била однесена на неговата слепа мајка. Јерон пострадал со дружината во 298-та и преминал во славата Христова. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светата маченичка Тесалоникија со Авкт и Таврион. Оваа девица била ќерка на некој идолски гаталец Клеон, човек богат и лош.
Заради верата во Христа, татко ја истерал од домот и од градот. Двајцата чесни граѓани, Авкт и Таврион, го укориле Клеона заради нечовечкото однесување кон својата ќерка, заради што тој ги оптужил како христијани. Тие биле люто мачени и за Христа биле убиени. Потоа Тесалоникија била мачена и била убиена. Пострадале во македонскиот град Амфипол кај сегашна Кавала. И така овие маченици се удостоиле за бесмртното царство со своето честно страдање. Поуки од светите оци. Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог. Архимандрит Павел Пападопулос. Преподобниот Лазар Галасиски. Столпот светлина се јавил над куќата каде што се родил тој. Од ова село Магнезија отишол во Ерусалим на поклонение на светињите и таму се замонашил во манастирот на Светиот Сава Освештен. По 10 години се населил во Галилејската гора и се подвизувал на столп како столпник. Чудотворец и во животот и по смртта. Големо почитување кон него имал царот Константин Мономах. Во староста Светиот Лазар се преселил во вечноста кон крајот на 11-тиот век. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси.
Девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Tu